Председателот на СДСМ во улога на министер за финансии Зоран Заев повторно од партиска говорница објавува податоци за кои е задолжена министерката за финансии, па така денеска екс-премиерот побрза да објави дека државната каса е соочена со намалени приходи поради епидемијата на коронавирусот. Односно според Заев приходите биле само во висина од 30 до 40% од планираните. Затоа бара солидарност за носење на мерки од и пари, вели дека тешко се обезбедуваат. Ваквата информација создава паника кај граѓаните. Оти само пред нешто повеќе од 2 месеци, токму министерката за финансии Нина Ангеловска кажа дека буџетот бил во добра кондиција. Малку се парите, дел од кредитите ќе ја санираат состојбата, но дел мораме сите заедно солидарно да го понесеме. Мораме да ги поддржиме работниците, мораме да ја поддржиме економијата и фирмите, заради тоа што доминантно тие го полнат буџетот. Доминантно тие го крепат и го развиваат бруто домашниот продукт, и доминантно се тие кои што обезбедуваат плати на нашиот народ, плаќаат даноци и давачки и го генерираат развојот севкупен на земјата наша. Останува отворено прашањето зошто Заев од позиција на партиски лидер изнесува податоци за состојбата со буџетот и од каде точно му се информациите. Она што е индикативно дека за ова молки има и од Министерството за финансии, од каде треба да ја известат јавноста доколку ваквите информации се точни. Алфа праша во финансии дали се точни овие информации кои ги објави Заев, но барем засега оттаму одговор нема. Иако ваквите тврдења на Заев се точни, останува дилемата зошто нема информации докаде е планот за итно задолжување за обезбедување ликвидност на буџетот, но и покривање на штетите на стопанството и граѓаните. Министерката Нина Ангеловска во неделата предупреди од црно сценарио во вториот квартал што почнува веќе на 1 април. Таа најави дека уште во понеделник ќе почнела итна постапка за обезбедување на 600 милиони евра, пари од евроврзницата или кредит од задолжување, но и пари од ММФ и Светска банка. Инаку и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски веќе предупреди за покривање на штетите за фирмите на граѓаните од 600 милиони евра дека ќе бидат недоволни. Побара и дополнителни 400 милиони евра, и тоа преку емисија на обврзници на домашниот пазар.